Сакаме победа да го вратиме на градот, каде што би можеле се повеќе стопанственици, компании и граѓани да партиципираат во финансиската конструкција на клубот се до моментот додека не се направи некоја структурна промена, се со цел за да може да се задржи фудбалот во градот. И самите знаете дека ние издржавме во многу тешки услови каде што немавме никаква инфраструктура без стадион и сепак ево опстанавме во прва лига, а она нешто што во брзо време ќе се деси е стадионот ќе биде реновиран и би било штета да не го задржиме ова ниво на фудбалскиот клуб. Како што предмалце кажа мојот претходен соговорник во однос на ракометот, кој што бил клучен во развојот на младите и нивниот дух во Прилеп, фудбалот секако е еден од историски моменти, би требало сите, ја користам оваа прилика да ја повикам прилепската јавност стварно да се фокусираме да го спасиме клубот, да го задржиме на ова ниво, се со цел за да може да го вратиме онаму каде што треба, а тоа е на прилепчани, на љубителите на фудбалот. Нормално дека мора да има некоја финансиска оправданост доколку вие како стопанственик инвестирате во клуб. Нажалост, во овој момент нашата поставеност воопшто не е на тоа ниво клубовите, за да може да имаш финансиски повраток на средствата кои што стопанствениците го прават. Имено, верувајте, не е ни лесно ни да сте стопанственик, еднакво на народен херој, за да можете да го задржите нивото на развој, стабилност, зголемување на животен стандард на вработените кој што е неопходен, а истовремено да сте извозно ориентирани, да бидете конкурентни таму на тие пазари, каде што не е едноставно воопшто. Значи, јас само верувам дека времето ќе биде на наша страна и полека, но сигурно ќе може да се ги надоградиме и да ги осознаеме нашите недостатоци во однос на поставеноста на спортот во нашата република и полека ќе се враќаме таму каде што е клучното и за младите и генерално за општеството. Сепак спортот е еден од главните амбасадори кој што може, како што кажа претходниот соговорник, каде што може и градот и државата да ни се презентира надвор.